Почитувани гледачи, добре дојдовте во неделното издание на Урбаните вести. Еве што ќе гледате во нив. Во Бутел со забрзано темпо се работи за реализација на проектите. Градот го објави конкурсот за најдобра фотографија од Скопје. Од наредниот месец ќе се вградуваат микрочипови за идентификација на домашните миленици. Граѓаните се почесто летуваат во предсезона. И во третиот мандат на градоначалникот на општина Бутел Петре Латиновски не застануваат проектите кои се започнати со реализација, а кои ќе придонесат за подобар изглед на оваа млада општина, а воедно и ќе го подобрат квалитетот на живење на граѓаните во неа. Андреја Димитриевска. Нешто повеќе од еден месец после изборите, градоначалникот на општина Бутел Петре Латиновски започна со работата во третиот мандат. Проектите кои се ветени во предизборниот период веќе се започнати со својата реализација. На основното училиште Живко Брајковски продолжува изградбата и тоа во годината кога се во тек подготовките за одбележување на 50 годишнината од катастрофалниот скопски земјотрес. Старото училиште се уште работи, а веднаш до него секој ден се повеќе се издигнува новата зграда на училиштето. Под должината на улиците Радишанска 18 и патот за Љуботен се поставуваат подземни електрични кабли со голема моќност. Со нив треба да се реши долгогодишниот проблем на граѓаните од Љубанци, Љуботен, дел од Радишани, Свети Наум, Жегроец и Расадник, со неквалитетното електрично напојување. Конечно, тоа ќе биде минато и овие населени места нема повеќе да остануваат без струја по каква и да било временска непогода. Завршија градежните работи на улицата Боро Кралевски или како што популарно се нарекува третиот влез на населбата Радишани. Се е ново и на старата улица, но и на нејзиниот ново проектиран крак. Нов асфалт на коловозот, нови рабници, нови тротоари, нова атмосферска и фекална канализација, но и подпорни ѕидови на новопроектираниот крак. Ако треба да наброиме се што е сработено во првиот месец по изборите, тогаш внимание заслужува и новото улично осветлување во населбите Радишани, Љуботенски пат, Визбегово и Бутел 2. Се разбира ќе се интензивираат активностите во согласност со годишната програма за работење на општината, но и во согласност со дадените предизборни ветувања. Наред е проектот за отварање пензионерски клубови во секое населено место. Наскоро ќе продолжат и завршните работи за доизградба на новата спортска сала во Љубанци, што се реализира заедно со МОН. Во текот на завршните подготовки за втората ликовна изложба, како и за третата ликовна колонија Љубанци 2013. Во тек се и подготовките за други манифестации и проекти што набрзо ќе го имаат своето финале. Општина Бутел објави јавен повик за искажување на интерес и прибирање на барања за користење на средства наменети за финансирање и организирање на манифестацијата Ликовна колонија Љубанци 2013. Во организација на манифестацијата Ликовна колонија Љубанци 2013 се предвидени 120.000 денари, а истата треба да се одржи во период од 14 до 21 јуни во селото Љубанци, општина Бутел. Учесниците во период на одржување на ликовната колонија ќе престојуваат во интернатот на основното училиште Гоце Делчев од село Љубанци. Јавниот повик за избор трае до 28 мај, пошто комисијата за избор ќе го извести избраното здружение. Професионалните фотографи и аматеристи до 5 јуни имаат можност да испраќаат фотографии од Скопје во рамки на конкурсот кој го распиша град Скопје за избор на професионална и аматерска фотографија со мотиви од главниот град, кои може да бидат и дневни и ноќни. На конкурсот ќе бидат доделени 3 награди за најдобра фотографија. Првата награда изнесува 50.000 денари, втората 40 и третата 30.000 денари. Град Скопје го распиша конкурсот за избор на професионална и аматерска фотографија со мотиви од главниот град. Професионалните фотографии, аматерите, учениците и влюбеници во фотографирањето своите фотографии кои не треба да бидат постари од 5 години може да ги испраќаат до 5 јуни. Учесниците може да доставуваат дневни и ноќни фотографии, минимум 10, а максимум 50 фотографии со различни мотиви од Скопје. Град Скопје го задржува правото за своите интерни потреби да ги користи сите пристигнати фотографии. Секој кандидат своите фотографии треба да ги достави на CD во затворен плик, на кој во горниот лев агол треба да стои ознаката "Не отворај", а во средината треба да биде назначена точната адреса на примаџот.
Надворешноста на пликот не смее да содржи никакви ознаки за испраќачот. Во затворениот плик треба да има уште 2 затворени и запечатени плика, од кои едниот со ознака под шифра, а другиот со документација со истата шифра ја содржи документацијата и идентификацијата на испраќачот. Фотографиите треба да се достават до град Скопје, сектор за локален економски развој со назнака за конкурсот за најдобра фотографија или лично во архивата на град Скопје. Изборот на фотографиите ќе го изврши специјална комисија формирана од град Скопје според критериумите утврдени во конкурсот. На конкурсот ќе бидат поделени 3 награди за најдобра фотографија. Првата награда изнесува 50.000 денари, втората 40.000 и третата 30.000 денари. Еден од начините во обитот со справување со кучињата скитници е нивно рационално размножување, но грижливо чување. Собствениците на домашни миленици нема да смеат да ги напуштаат своите миленици кратко по вдомувањето. А во тоа ќе помогне вградувањето на микрочипови за евиденција. Елизабета Ламјановска. Од наредниот месец стапува на сила нова обврска, со која собствениците на домашни миленици ќе треба да им вградат микрочипови за евиденција. Целта на вградувањето на чиповите е идентификација и евиденција на вакцинираните животни, како и добивање податоци за собствениците, со што се очекува да се намали бројот на напуштени домашни животни, откако на нивните собственици ќе им помине меракот за истите. Собствениците на кучиња и на мачки ќе треба да издвојат околу 800 денари за вградување микрочипови, ако не сакаат да бидат казнети согласно прописите, кои наложуваат нивните миленици да бидат евидентирани на овој начин. Иако оваа нова обврска стапува на сила од наредниот месец, лицата што чуваат животни имаат време тоа да го направат до крајот на годинава. Со чиповите ќе се формира регистар и ќе се дознае точниот број на животни во метрополата и во земјава. Обврската за домашните животни ќе ја преземат овластени ветеринарни друштва, а за бездомните животни стационарите. Што се однесува на новородените миленици, тие мора да се внесат во електронски регистар максимум 6 месеци по нивното раѓање. Микрочипот ќе чини 500 денари, а вградувањето 200 денари. За пасош се потребни уште 100 денари, кои ветеринарното друштво ќе му го даде на одгледувачот собственикот на домашниот миленик, откако податоците ќе бидат внесени во електронска база. Постапката за вградување микрочип е следна. Се аплицира со стерилен апликатор, подкожно, во средниот дел на вратот, од левата страна на телото на животното. Апликацијата е еднократна, а микрочипот е траен, потенцираат одговорните лица. Тие не се штетни за животните и не предизвикуваат инфламаторни или други промени по апликацијата. Оваа иницијатива ја поздрави Издруженијето за заштита на животните Анима Мунди. Се додека имаме неодговорни собственици, ќе имаме бездомни животни на улиците, а микрочипирањето е алатка, што помага да се врши идентификација на животното, но и на тој што го поседува, изјави Столе Вилковски, председател на Здруженијето. Интересот за летување во предсезона не стимнува. Во последните неколку години граѓаните се почесто се одлучуваат годишниот одмор да го искористат пред шпицот на сезоната, а на тоа се одлучуваат поради ниските цени кои туристичките агенции ги нудат за летување во предсезона. И годинава најбарана дестинација е нашиот јужен сосед. Ивана Митковска. Последните неколку години се повеќе се зголемува интересот кај македонските граѓани за летување во предсезона. Причината за тоа туристичките агенции ја гледаат во ограничениот семеен буџет, па граѓаните секоја година се повеќе се одлучуваат летниот одмор да го искористат во јуни. Интересот за рани резервации е многу поголем од лани, велат од туристичките агенции. Букирањето почнало уште во март, а попустите за аранжманите за 24 мај и почетокот на јуни се движат од 5 до 30%. Аранжманите во мај, јуни и септември се поевтини, а и полесно може да се резервира во бараниот термин. Интересот како и секоја година е најголем за најблиските дестинации во Грција. Цените на аранжманите не се разликуваат драстично од ланските, а поради близината од само 3-4 часа патување, туристичките места кај нашиот јужен сосед и оваа година остануваат најатрактивни за македонските граѓани. Пред се поради близината, но и поради ниските цени кои се нудат за предсезонското летување.
30% попуст за 7 ноќевање и превоз до Халкидики, Певкохори, Закинтос и Тасос. Цените за 7-дневен аранжман се движат од 40 до 99 евра по лице. Во зависност од тоа колку порано се резервира, толку и попустите се поголеми. Ако се резервира во мај за аранжман во јули, просечно семејство може да заштеди и до 50 евра, велат туристичките работници. Турција пак е втора најинтересна дестинација за македонските туристи. Ефтините летови до Истанбул и Измир значително придонесоа да се зголеми бројот на македонците кои летуваат во Турција, но и бројот на турците кои сакаат да ја посетат нашата земја. Во зависност од длабочината на џебот, интерес има и за автобуските и за авионските аранжмани, а не е мал нити бројот на аранжмани кои бараат само хотели за престој, а заминуваат со сопствен превоз. Меѓу најбараните дестинации за предсезоната се секако и нашите соседни Бугарија и Албанија. Аранжманите за Хрватска се стандардни, најбарани се Макарска, Хвар и Корчула. Побогатите македонци пак не го пропуштаат Дубај. Ефтините директни летови до оазата на Обединетите Арапски Емирати, позната по раскошот и хотелите со повеќе од 5 звездички, си го направија своето. Од туристичките агенции кои ја нудат оваа дестинација, велат дека интересот е незапамтен досега, како за предсезоната, така и за туристичките аранжмани во самиот шпиц од сезоната. Еве што следува понатаму во вестите. Спорт. Арсенал испрати понуда за црногорецот од Фиорентина Стеван Јоветич. Вини Дел Негро повеќе не е тренер на Лос Анџелес Клиперс. Повеќе спортски информации гледате веднаш по рекламите.